Во Америка се зелените беретки, во Британија САС, а Македонија ги има волците и ренџерите, армиски специјалци кои се тренирани и обучени за извршување на сложени задачи. За да се биде дел од тимот, секој припадник поминува ни строги психофизички тестови. Мора да се биде многу повеќе од обучен воин, а армиските специјалци се најдобрите. Најголем дел од припадниците во полкот за специјални операции биле дел од борбените мисии во Ирак и во Авганистан. За себе не сакаат многу да говорат пред камера. Кусо велат, ако не можете да функционирате како тим, тогаш нема да издржите долго. Тимската работа, односно колективната работа на припадникот во целост во колективот е неприкосновен. Во однос на обученоста, во однос на мотивираноста, во однос на психофизичката подготвеност, слободно можам да кажам дека сме рамо до рамо со сите специјални единици од и најразвиените земји во светот. Справувањето со тероризмот и организираниот криминал, етничките судири и конфликтите се обележи на новото време. Армиските специјалци се создадени за одржување и зачување на безбедноста на државата, а нивните членови се подготвени да се справуваат со новиот вид безбедносни предизвици. Република Македонија во рамките на трансформацијата на оружените сили им дава примат на специјалните единици како императив во преструктурирањето според стандардите на НАТО. Селекцијата, додека се врши самиот селективен програм или селективниот курс, се одвива без разлика на надврешните метео услови, затоа што секогаш задачите кои ги извршуваме треба да се извршуваат без разлика на надврешните влијанија. Така да и самата селекција е колку што е можно пореална и поблиска до вистинските услови. Покрај физичката сила и обуката за ракување со секакво оружје, волците и ренџерите имаат и завидно ниво на интелектуална способност, како и безпрекорни резултати во извршувањето на поставените задачи. Припадниците на специјалните единици на армијата на Република Македонија учествувале во повеќе мировни мисии. Ирак и Авганистан се доказ за врната професионалност и обученоста. Секако, за тоа говорат и признанијата добиени од странските армии.